Денеска православната црква ги празнува Светиот Лав први папа римски и Светиот Флавијан. Светиот Лав први папа римски, роден е во Италија од благочестиви родители. Бил првин архидјакон кај папата Сикст III, а по смртта на овој бил востоличен и против својата волја на престолот на папата римски. Кога Атила со хуните дошол близу до Рим и се подготвувал веќе да го разори овој град, Лав излегол пред него во архиерејска одежда, го скротил гневот на хунскиот водач и ја спречил пропаста на Рим. Колку Атила дозволил да биде посоветуван од светиот човек, толку морал да се уплаши од визијата на апостолите Петар и Павле, кои стоеле покрај Лав и со пламенен меч му се заканувале на Атила. И не само што светиот Лав го спасил Рим, туку тој помогнал многу за спасување на православието од Евтихиевата и Диоскоровата ерес. Оваа ерес се состоела во сливањето на божествената и човечката природа Христова во една и следствено во одрекувањето на двете волји во личноста на Господа Спасителот. Поради тоа бил свикан Четвртиот Вселенски собор во Халкидон, на кој се прочитало посланието на светиот Лав, што го напишал и положил на гробот на светиот апостол Петар, а светиот Петар го исправил. Пред смртта поминал 40 дена во пост и во молитва на гробот на светиот апостол Петар, молејќи го да му јави дали му се опростени гревовите. Апостолот му се јавил и му рекол дека сите гревови му се опростени, освен гревовите во ракополагањето на свештеник, од кое што се гледа колку е тежок гревот, недостоен да се ракополага. Светителот повторно застанал на молитва, додека не бил известен дека и тие гревови му се израмнети. Тогаш мирно му ја предал душата на Господа. Светиот Лав се упокоил во 461 година. Спаси
Божего ради, воплотитися от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же Христе Боже, смертию смерть поправи, един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светиот Флавијан, патриарх Цариградски по Светиот Прокло, современик на Светиот Лав папата, решително се борел против Евтихи и Диоскор, но не го дочекал жив триумфот на православието на Четвртиот Вселенски собор, зашто пред тоа на еден еретички собор во Ефес бил биен толку бездушно што и умрел така. Верен војник Христов, храбар бранител и исповедник на православната вера, се упокоил во 449 година. Елици во Христа крести сте ся, во Христа облеко сте ся. The